Почитувани, заврши рокот за пријавување на кандидати за претседател кој ќе биде поддржан од ВМРО-ДПМН на престојната конвенција на партијата во Струга, која ќе се одржи на 16 февруари. До архивата на партијата пристигнати се 8 кандидатури, но конечниот број на апликанти ќе биде познат деновиве со оглед на фактот дека дел од апликациите би можеле да стигнат и по пошта. Сите кандидатури дополнително ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за проверка на законските предвидени услови за кандидатите за претседател на Република Македонија, по која што проверка најдоцна до вторник ќе бидат соопштени имињата на кандидатите кои ги исполнуваат законските услови за кандидат за претседател на Републиката. Сите кандидати кои ги исполнуваат условите за претседателски кандидат ќе им биде обезбедено време и простор за презентација на нивната програма од страна на партијата пред општинските комитети и членови во период од 6 до 16 февруари. ВМРО-ДПМН ќе овозможи достапност до партиските ограници за секој кандидат подеднакво, согласно принципите на демократија, со цел членството да може да ги слушне нивните идеи, ставови и аргументи. ВМРО-ДПМН е прва партија во Македонија која отвара еден ваков широк процес на презентација, типичен за развиените демократии, каде секој кандидат има можност за непосредни средби со членството и негово запознавање со своите гледишта за државата. Ваквиот процес е со цел низ еден транспарентен и демократски процес да биде избран кандидатот кој ќе го представува мнозинското мислење на граѓаните. Ќе ги застапува нивните идеи и ќе работи во согласно со уставот и законите во полза на сите граѓани. Почитувани, ВМРО-ДПМН уште еднаш ја повикува власта да се охрабри и да распише предвремени парламентарни избори, заедно со претседателските избори. Хаосот кој го предизвикуваат во државата не смее да продолжи. Власта која нема направено ништо за државата, а потроши 2 години од животот на граѓаните, треба да се замине. Благодарам на вниманието. Доколку имате прашања, повелете. Дали имате донесена одлука дали присуствувате на претседателските избори доколку евентуално не се одржат предвремени парламентарни избори? Одлично прашање, затоа и јас ги охрабрувам да распишат предвремени избори. Очигледно сакаат да побегнат. И они ги имаат анкетите, и ние ги имаме анкетите, бројките се познати. Единствена причина зашто не сакаат да идат на предвремени парламентарни избори се баш поради тоа што ќе загубат. Нив поважно име во овој период да распишат тендери и да си украдат парите на граѓаните. Ништо повеќе и сакаат да побегнат од граѓаните, да се соочат со нив и да видат каков е нивниот рейтинг. Ние го знаеме нивниот рейтинг и ги охрабруваме. И им велиме ајде на избори. Дали меѓу пријавените кандидати има жени? Има 8 кандидатури. Ќе оставиме комисијата да ги прегледа сите. Дел од нив се познати јавно, бидејќи веќе си ја најавија својата кандидатура, но за сите останати ќе почекаме до вторник. Видете, комисијата ќе ви каже, јас лично ги немам гледано кандидатурите, бидејќи тие ќе бидат доставени директно до комисијата ќе ги провери и потоа ќе ги дадеме имињата, претпоставувам вторник повторно ќе бидам тука пред вас и ќе ви ги кажам и нивните имиња, нивното CV, оние што исполнуваат услови и секако потоа да се започне и оној дел каде што ние го нарекуваме презентација на програмата и нивните идеи, ќе биде отстапен простор во општинските комитети, секој од нив ќе може да си појде тамо, да си ја каже својата програма, правиме еден најголем демократски да кажам процес каде што секој од нив целосно ќе може да си ја представи својата програма. Со фаворизирање на одредени кандидати да се подели членството на ВМРО-ДПМН, затоа што сепак знаеме дека меѓу пријавените има и партиски и непартиски кадри. Да, благодарам на прашањето. Ја мислам дека единствена цел на сите овие кандидати треба да биде Република Македонија. И треба да биде сплотување на сите граѓани со нивната програма и нивните идеи. Тоа е целта на конвенцијата, тоа е целта на секој граѓанин да може да аплицира. Затоа е добро да ги слушнеме нивните програми, да видиме што ќе понудат за граѓаните и се разбира на добриот кандидат, сите да го поддржиме, единствени да бидеме и да излеземе на изборите. Се надевам дека ќе има и предвремени избори, па да се соочиме на многу полењи. Доколку се одржат предвремените избори заедно со претседателските во онаа динамика која што ја најави господинот Талат Џафери, односно тоа би било некаде на 5 мај вториот круг, до тогаш нема 100 дена за техничка влада. Ќе одите на овие избори, ќе барате да бидат подоцна, како ќе оди оваа процедура со оглед на тоа дека господинот Џафери веќе најави дека ако се собере доволна бројка на пратеници за распуштање на собранието, ќе ги организирал изборите, ќе ги распишал согласно уставот. Во уставот роковите истот дена влада не се спомнуваат. Ќе прифатите ли ваков изборен процес со помалку од 100 дена пршенска? Да, ве разбрав, одлично прашање. Значи ние секако тоа ќе го отвориме тука во партијата преку сите
се разбира Централниот комитет, се разбира Извршниот комитет, сите структури на партијата го кажат своето мислење, но поинтата е друга. Они купуваат време, бегаат од таа техничка влада. Зашто се уплашени, треба да ги прашаме зашто не сакаат техничка влада да има и за претседателските избори, за парламентарните избори. Тоа е причината и они што побегна, зборам за СДС, побегна од својата одлука, за да не ја кажат на време, за да не се дадат тие 100 дена. Впрочем, и во минатото, кога баравме парламентарни избори, они постојано бегаат од тие 100 дена. Треба да ги прашаме нив зашто бегаат. Дали нешто планираат да направат со полнење на кутии како што беше процесот за референдумот или слично. Ние ги охрабруваме да ги распишат тие парламентарни избори. Повторно секој од нив, зборам од коалицијата што е на власт, повторно ќе бара изговори како да не се случат тие предвремени избори само поради една причина. А таа причина е рейтингот на партиите и оно што народот моментално го мисли. И затоа ќе бегаат од избори. Но, ајде, ние сме подготвени и ги повикуваме да идеме на избори. Секако, повелите. Коментирате тоа што пропадне на некој начин договор за консензуален претседател меѓу СДСМ и ДУИ. Дали тоа оди во ваш прилог? Видете, ние сме си политичка демократска партија каде што ќе дадеме простор за сите наши кандидати да се представат, а од друга страна ќе очекуваме од сите партии да бидат на сличниот начин да си ги представат своите кандидати. Ја мислам дека плурализам е одлична шанса сите партии да имаат своји кандидати, да се соочиме оној што е најдобар кандидат, да ги слушнеме нивните програми, нивните идеи и така натака. Дали ќе има пазарење помеѓу власта за овие процеси, најдобро е нив да ги прашате, но јас ги охрабрувам сите партии што мислат дека имаат најдобри кандидати, ова е моје лично мислење, да си ги предложат тие кандидати за граѓаните, да слушнат кои се тие кандидати и што ќе понудат за граѓаните, бидејќи во овој процес се бира претседател на државата, каде што ќе биде во полза на сите граѓани на Република Македонија.